утро и од мене во ова врнежливо утро. Верувам дека ако имате обврски ќе излезете на време за да не главите во сообраќајот. Од искуството ви го кажувам ова утро, знаете како е посебно Скопје кога ќе се случи дожд, но како и да е, верувам дека имате и време да не следите и да бидете заедно со нас, бидејќи денес имаме навистина супер гостинка, млада, прекрасно пее, многу е талентирана и меѓу другото на само 21 година, 20 се извинувам, 20, сега ќе пресметаме како се 20, го промовираше нејзиниот најнов албум со наслов, односно првенче албум со наслов Седатив, кој што е и песна во истиот овој албум со видеозапис, така што денеска со Марија Спасовска ќе имаме супер разговор во студиото. Инаку ова е девојчето кој што во 2018 година не представуваше на детската Евровизија во Минск. Од тогаш и се случија многу работи, но денеска пред да замине во Солун, бидејќи таму студира, ние гостинка во магазин. Добро утро и добро ми дојде. Добро те најдов и многу ми е драго што повторно си се гледаме на телевизија во вакво утро и се надам дека ќе си имаме супер разговор како и секогаш. Јас сум сигурна за тоа. Ние не сме се виделе многу одамна. Да. Ти ми спомена и сега дел од оние интервјуа кои што сме ги правеле и баш ти искоментирав, навистина беше дете, а сега си веќе во невозрастниот свет, може слободно да кажем, иако се навистина премногу млада. Извини што додадов една година. Нема проблем. Знаеш зашто додадов? Ја ќе ти кажам зашто ми е чудно. Кажи ми ти прво. Па мене не ми веруваат ни 20 дека имам. Мене не ми веруваат ни 18 дека имам на некој место да ми кажат, девојче, ти лична карта имаш ли? Имам и воздачка е повеќе. Сега сакам да спомнам, сигурно кога одиш вечерно некаде ти кажат, ако може лична карта. Да, мислам, има случајот кога направив 18, ми имаат прашано и обичаено во моето секојдневие не ни носам некои тешки шминки, не се ни облекувам, кој знае колку свечено да речам, баш си терам на casual стил и не ме верува дека имам 20 години. А иначе 21 ќе правам технички оваа година, ама во октомври. Па ја за тоа така пресметам. Нема врска. Сега се извади. Не знаеш од кај си ја додадов? Не ни знам и самиот. Нема врска. Ете така. Важно е дека ти си тука. Да се извинам што не успев да бидам дел на промоцијата, но верувам дека денеска ќе имаме супер промоција и премиерно во Сител. Деби албум, прв албум, какво е чувството кога ќе си има нешто свое за прв пат? Тебе не ти е песна прва, нели имаш наназад многу, меѓутоа сепак албум е една друга тежина. Така е. Многу сум среќна. Немам зборови, нема адекватни зборови кои што може да го опишат тоа што го чувствувам моментално во однос на таа моја движечка сила, тоа е музиката. Навистина музиката ми стана еден период единственото нешто што ме радуваше и одлучив таа енергија да ја споделам со луѓето и сите сили своји ги собрав да во краток период снимам 8 песни, 8 спотови и сето тоа да има една душа целина, наречена Седатив. И спотовите се снимени веќе? Да, делот нив се во фаза на изработка, да, се уште, меѓутоа првите спотови ни се веќе готови и песните, така што ред по ред ќе излегуваат и навистина сум среќна што ми се остварува најголемиот сон досега, да имам албум, да работам на повеќе песни од еднаш, затоа што јас постојано компонирам, постојано создавам и онака си ги гледам во телефон, во војс, како демо и си викам, леле, кога ќе ги објавам овие песни? Кога ќе ги објавам овие песни? Јас и конечно барем еден поголем број од сите тоа. Знаеш колку време е пред тебе. Има време, значи имаш само 20 години сега да се вака сум нетрпелива кога доаѓа збор до кариерата и навистина сакам ако можам и 50 да објавам камали 8, така да. Верувам, знам, го имаше тој жар уште кога настапуваше на детската Евровизија. Подоцна ќе те потсетиме малку и на тој момент, и да не се секираш. За почеток да се загрееме, имаме 10 прашања и 60 секунди. Треба да ги дополниш, односно да ги завршиш речениците. Со нешто што прво ти паѓа на памет, а сите од нив се поврзани со тебе како личност. Ајде да видиме. Спремна ли си? Па не знам, сега ми кажа дека не си многу спиена, ама да. Ке се снајдеме. Не е тој изговор, ке мора да се снајдем, ајде. Така си е. Режија, дали сме спремни? Ајде. Седатив го создадов во период кога
од септември до април. Кога денес го слушам албумот, најмногу се чувствувам Срекно. луѓето мислат дека ме познаваат, но вистината е Дека не ме познаваат. најголемата жртва што ја направив за музиката е Социјалниот живот го нема. периодот по детската Евровизија за мене беше Малку ми помогна да имам позрели и посериозни сваќања за ствари. кога сум сама, најискрено си признавам дека Океј се. во Солун научив дека Осаменост и самотија се две различни работи. песната што најмногу ме разголува е Од моите, не знам, доброто и злото. добро е 8 прашања Осум? од 10. Добро, не е Ова како би лошо. дошло 9 веќе. Да. 8,5, 9. Ја на факултет 10 имам. Епа, нешто тука ми манкаш. Епа, види ми фали тоа сега, многу со музиката. Рутината ја изгуби. Рутината, соло ми фали да учам, чекај сега ќе се вратам после. Чекај, знаеш дека има поправен. Имам уште две. така ли? Моментот Добро. кога сакав да се откажам беше Никогаш не сум сакала реално да се откажам. денес сум поинаква затоа што Промената е вечна. чиста десетка. Благодарам. Ето така, да немаш грижа на совест, нема да го расипуваме просекот. Супер. Интересен ми беше оној момент што велиш дека во Солун сватев дека самотијата и осаменоста не е иста. Точно, да. Дефинитивно. Сум имала периоди во Солун кога, сум била сама, да речам, живеам сама пред се. Ќе отидам сама, ќе си испијам кафе, ми се случувало многу често и тоа е една рутина која што многу сакам да ја практикувам всушност. Сама со себе да си бидам. А исто така да направам контраст, сум била некогаш помеѓу премногу луѓе и толку самено сум се чувствувала што навистина не е важно кого имаме околу нас, туку како се чувствуваме покрај нив. Зошто си било самена во толку многу луѓе? Не си одговарала со друштвото или не си била можеби со себе си на чисто што Да, и како? дефинитивно тоа втората работа. Некој пат нејаснотиите што ги имаме во себе и во мислите ни прават збунка во однос на тоа кои сме, што сме, зошто сме таму кај што сме. И се изолираме на некој начин се додека не го сватиме вистинскиот одговор. И мене не ми е проблем искрено да се изолирам кога ми треба мир и тишина во мозокот за да сватам некои работи. Така да е окей да сме осамени, но на крајот од денот да сватиме дека се додека си имаме себе си никогаш не сме осамени, да дојдеме до тоа сознание. Така се промени ли друштвото и релациите од како замина во Солун? Па, моите цврсти пријателства се уште цврсти и многу сум среќна што имам навистина долгогодишни пријателства и верувам дека растанието и дистанцата за такви пријателства навистина не влие. Дефинитивно дека мојот социјален живот се префрли таму со поглед на тоа што моето ново друштво е нели од факултет, нови пријатели од моето секојдневие таму. Кога се враќам тука, секој си тера свој живот и тоа е сосема окей. Меѓутоа, си ги знам луѓето кои што ми се важни и на кои што треба да им ја дадам бескрајната љубов и од кои што ја примам, така што не се осеќам осамена дефинитивно сега веќе. Така, ако секој би требало да избереш тројца најважни ликови, личности во твојот живот, кои би биле тоа? Па морам да кажам четворица, зашто ние сме 5-члено семејство и еве јас ќе се извадам од таа група. Тоа се дефинитивно моите родители, моите двајца браќа. Безрезервна поддршка за се. Еве и гледам во однос на кариерата колку се сите четворица фокусирани. Луѓето можеби не знаат колку тие енергетски исто така пред се да ме трпат дома, што јас не правам муабет со нив кога сум во мојот Ти си поголема или ти си помалата? Јас сум на средина. Ти си на средина. Да. Така да, ете, тие ми се најважните луѓе во животот. Имам секако прекрасни другарки, другари, роднини, пријатели, соработници. Навистина се чувствувам убаво во мојот круг на луѓе, но семејството е секогаш на прво место. Браво за тоа. Јас предлагам да го промовираме седатив, да слушнеме убава музика, да го видиме спотот и ќе се вратиме со сите детали. Може. Бива? Може. Ајде.
Ете, така ова е носечката песна на албумот на Марија Спасовска. Многу убаво, не ни очекував да биде нешто поразлично од тебе, со оглед на тоа што те познавам години наназад. Како си ти задоволна од тоа, како помина промоцијата, на каков одзив и интерес најде самиот спот, музиката која што ја направи, бидејќи знам дека навистина беше возбудена за овој момент. И јас по убави коментари во животот не сум добила за некое мое дело. Ми стигаат пораки, долги реченици на Инстаграм и по социјалните мрежи, како седатив навистина лечи рани, како седатив навистина смирува. Многу нова публика ме запозна преку седатив за многу краток временски период, 3-4 дена извадена песната, можам да кажам дека навистина видов раст во однос на свесноста за мене. Што е супер, многу ми е драго. Тоа е целта на песната, да стига до луѓето и луѓето да ја уживаат музиката која што ја создавам. Така што ете, многу сум задоволна. Рече седатив е водечка песна, ја не би ја ставила така, може би го носи истото име, но... Па јас мислев на тоа, дека го носи истото име, но јас очекувам, сакам на сите песни да им дадам еднакво внимание и вредат навистина сите песни, барем мене лично субјективно вака ми вредат. Сигурно имаш некоја која што ти е повеќе за малце од другите. Барем на прва. Мора да има такво нешто. Види, тоа на неколку места сега веќе го кажав, дека секој утро ми почнува со се почнува од почеток и дека втората песна на името мене лично ми е си го сакам животот и тоа е една многу весела песна која што навистина ме расположува и вакви дожливи денови ми разведрува и сонцето ми изгрева. Така да таа ми е многу драга песна, многу ја сакам, скупе го сакам ради тебе. Втората песна која што ќе излезе, сите ги сакам. Тоа е интересно, втората песна за Скопје е дует со Давид Темелков. Како ви се случи овој дует? Твоја ли беше идејата? Да, моја беше идејата. Дека и тој исто така една релација Хрватска-Македонија предпоставува. Да, со нашите лични животни приказни се причина за дуетот на некој начин. Ја направив песната буквално по пат, додека се враќав од Солуна кај Скопје. Значи буквално и без да планирам дека треба да биде дует, нема воопшто никаков план. И јас воопшто овие песни не ги планирав за албум, не ги планирав за да се објават. Јас овие песни ги создадов што имав потреба нешто од мене вака. Тлееше и ја морав да го извадам тоа и се направија песните сами. И како ја правиш песната по пат, еве, кога да возиш сама од Солун до Скопје? Не, во тој момент со автобус се враќав. Тогаш уште не возев. Сега веќе со кола сум постојано. Ништо, правев муабет на телефон, беше дека е 9 се бајле. И ништо го спуштив слушалка и вака, првата работа што ми дојде на памет беше Скопје го сакам ради тебе. Ради тебе, Скопје го сакам. Тоа го запишав. Првиот акорд што го притиснав на клавирот, излезе цела песна буквално и перфектно се наместија зборовите. Песната да биде за двајца кои што се враќаат во Скопје, кои што не живеат во Скопје, и си пеат и си доаѓаат еден за друг во Скопје и размислував, викам, леле, оваа песна е за дует, родена, направена, створена, воопшто не размислував да биде така. И ми текна на Давид дека исто така не е во Скопје и е прекрасен вокал, прекрасен човек, а се запознавме пред некоја година на еден настав во Скопје. И му испратив песната, многу му се допадна. И на рекордно брз начин, време, договоривме се, затоа што песната си има една таква душа и таква магија што навистина го олеснува целиот процес и на договарање, буквално се ни течеше онака, коректно. Так. Дали ова можеби значи дека те фаќа носталгија за твоето Скопје кога не си тука? Па, искрено песната ја створив во момент кога воопшто не сакав да се враќам во Скопје. Така што не би рекла дека е носталгична песната, но барем од мојата перспектива додека ја пишував, но треба да биде носталгична за слушателите. Тоа повлекува слушателите. Да, повлекува, да. Не, песната има убава приказна, ќе се пронадат, верувам, многу слушатели. Така да, сепак Скопје е мојот дом. Каде да заминам, тука кога ќе се враќам дома си е дом. Така, а кој е овој период кога не сакаше да се вратиш во Скопје и зошто? Затоа што тоа веќе втора година од факултет, многу повеќе пријатели во Солун, целото секојдневие е таму. Тоа едноставно рутината на животот ми се префрли таму и
некако ми немаше поента моето постоење тука, што е многу тажно да кажам. И благодарна сум на музиката и на тоа што го имам во себе, што направи да не се отуѓам од дома и што сега буквално сум почесто тука. Затоа што работиме во студио, снимаме спотови, гостуваме по емисии и некако ми се разведри небото во однос на мојата визија за Скопје. Така е. Секоја песна видиш дека има една посебна емоција во која што секој може да се пронајде, ама па истовремено секоја песна е и дел од тебе, од сето на што ти се случува. Колку ти е важно да ги има тие лични моменти во твојата музика? Колку поразлично се изразуваш и во однос на пењето, и во однос на музиката, кога знаеш дека правиш нешто што си ти пред се? Добив едно интересно прашање. Колку е тешко да си оголиш душата пред публиката, затоа што си автор на сите песни и искрено тоа е една од најтешките работи, да го кажеш она што навистина го чувствуваш. И најискрените мои песни не ги објавувам, тоа си го зачувам за себе, затоа што навистина некако перцепцијата за мене дефинитивно е под влијание на моите песни за луѓето, така да ете, давам некои приказни дефинитивно од мојот живот, се инспирирам од моите животни ситуации, подсобрав по некој искуство од животот, видов некои работи пред очи и сето тоа е така склопено во глава како цела приказна. Има една мисла, едно течение, цел албум, тоа ми беше всушност кога ги видов сите песни, викам, чекам, ова е стварно една целина со една душа, ова стварно е албум на некој начин. Не се песни напишани од различни периоди. Например, јас имам прекрасни песни што субјективно мислам дека се добри, ама и сум чула и објективно мислење дека се во ред. Пред 2 години што сум ги напишала, пред 1 година што сум ги направила и така натаму, но ја нема истата магија како од овој период. И јас сакав да биде сето тоа така скуцкано, да се види една осцилација, буквално што се случува во 7 месеци. Да се види една малку друга Марија, претпоставувам. И друга Марија. Па нормално е дека друга Марија ќе има со оглед на тоа што јас се уште растам, созревам како личност, имам тек 20, каде животот пред мене ќе се променам уште милион пати веројатно. Кај да 21, да. Има време. Не ме прави стара време. Има. Дали мислиш дека 21 е стара? Не, ама Ти се молам да не се вреѓам. Ама си давам време да уживам во годините и навистина не сакам да брзам никаде во животот. Многу ми е убаво таму кај што сум, ми сакам да си го уживам секој ден, да си го уживам секој момент, да му се радувам на животот и здравје ќе му се радувам и на денот 21 кој ќе направам и 30 и дај Боже сите да чекаме. На кој датум си родена? На 5 октомври. На 5 октомври. Што си во хороскоп? Вага. Што е тоа, добро? Не баш. Не, тоа значи дека често пати си неодлучна. Како со оглед на вагата во тебе успеваш да избереш која песна да се објави или која песна да се заврши? Дали имаш онаа дилема? Сега тоа, па после не чека да не треба ова, па да не треба ова. Или обично викаат за вагата дека така функционира. Дека тешко е да се одлучи. Тоа дефинитивно го правам, јас воопшто за се премислувам. Можеби не го покажам тоа дека јас во мозокот ги процесирам работите 1 милион пати. Ама го правиш тоа? Да. За песните ми е многу тешко да одлучам која, затоа што сите ги сакам и навистина ги чувствувам, знам дека сум вложила енергија и труд во нив и ги давам на најблиските да чујат и да ми дадат мислење, затоа што сепак колку јас да ја сакам мојата музика и да мислам дека е супер тоа се, ни треба едно малку пообјективно мислење и не треба се да биде баш така како што јас замислам, затоа што пошироката слика на тоа е дека јавноста треба да ги слуша песните, да треба да бидат само мои, ќе си ги чувам дома. Така да морам да видам на крај денот правиш музика за публиката. Така е, навистина е така. Последните 2 песни од албумот што требаше да ги одлучам, со Николче баш ги биравме и имав 9 последни, викам, од овие 9, 2 треба да одбереме. И ми кажа, окей ова, ама знаеш, тебе срцето како ти вика, и ја викам, ајде да име срце. Ти што викаш срце? Тие 2. Добро. Добро. И така беше. Попадна елиминација. На крај со емоции се водам во животот и вагата ја тргам, викам, чекам процесија. Така е. Тоа е најважно на крај денот, сите останати песни веројатно ќе им дојде време кога во таа или некоја понова верзија ќе бидат споделени со јавноста. Само да те потсетам малку на детската Евровизија, да дзирнеме кратка секвенца од твојот настап во Минск, за да ја направиме споредбата. Многу ми се допаѓа делот што од режија го пуштија, баш ептен, емотивен. Ова е 2018 во Минск, Белорусија. Да.
Ова е Марија пред 8 години. Да. Не сум толку стара кога што одамна имам почнато. Така си, многу малечка си на... Цело време со ова стара. Доста со тоа стара, ти си премногу млада. Да. Па тој ми кажа дека не сум стара. Како стара 20 години. Што би рекла од сегашен аспект на оваа Марија, на ова девојче кој што беше на сцената во Минск? Фала што не се откажуваш покрај се. Фала што си ги знаеш приоритетите, фала што си истрајна и трпелива. Фала што научи да бидеш малку по-смирена. И исто така фала што не престана со образование, тоа морам да го кажам. Никогаш не сум мислила дека сега јас имам после Евровизија кој знае каква кариера, дека мене сега сите врати ќе ми се отворат. Не, апсолутно. Ред по ред, чекор по чекор си живеев нормално секојдневие, секогаш не дозволив, ете таа Марија малечка не дозволи да ја понесе славата во моментот. Нема поента. Така да ете тоа, благодарна сум си што си го терам сонот постојано. Ти беше едно големо искуство веројатно за тие години. Да, евровизиската сцена, нели? Тоа е кариерно и лично искуство, животно искуство огромно, незаменливо, неспоредливо. Навистина големо искуство. Што научи од тогаш, од тој период? Дали обично сите имаме периоди во животот кога извлекуваме одредени лекции? Еве, ти што научи баш од овој период кога беше активна со детската Евровизија? Па тогаш се соочив со многу сознанија за животот. Сознанија во однос на тоа дека за некој настап да изгледа светски е потребно многу денови работа, многу луѓе, многу ресурси, дека тимови работат за да изгледа нешто како што треба да изгледа и дека ние доаѓаме од многу мала држава, но со многу љубов работевме, така да кога со љубов работиш, навистина можеш да очекуваш резултати. А друга работа во однос на сознанијата што ги добиве дека не секому е драго кога правиш нешто во животот и успеваш. Дури и во тој период го почувствува тоа. Да, и тоа можеби тоа беше најголемиот период кога, мислам највпечатливиот период кога тоа сум го почувствувала. И ете, од многу мали нозе научив дека светот не е баш така сјаен, дека има сурови нешта, ама тоа е едноставно дел од животот. Секој се соочува со такви работи. И многу ми е драго што порано ги добивам тие сознанија, тоа полесно ќе си проаѓам понатаму и нема да се замарам и вознемирувам на коментари што знам дека не се вистините или што не би требало да ме допираат затоа што не се релевантни, адекватни, аргументирани. Така, беше мало разочарување ова во тој период, бидејќи сепак на тие години такво нешто и не е баш така шала. Секако нормално, кој не би се обесхрабрил, но во сите тие падови растот е важниот и одењето нагоре. Ни секоја промена во животот мора ние да паднеме малку во една зона каде што ни е нејасно што ни се случува. Меѓутоа енергијата што ќе не понесе да се вратиме назад не носи уште погоре од таму каде што сме биле пред да паднеме. Тоа е секогаш така. Само треба да го издржиме, така е. Така си. Многу ти благодарам за денешното гостување, многу брзо ни помина. Да, навистина. Да се гледаме за вакви убави работи, нека се случува музика, биди тоа што си, бидејќи тоа мислам дека најдобро ти оди. И среќно на студиите. Студираш финанси, тоа само да кажеме. Така што добро ќе менаџираш со пари. Добро ќе менаџираш со пари. Ке видиме. Има време, да. До сега што покажува праксата? Добра си? Па до сега сум домаќински. Одлично. Одлично сум до сега, па ќе видиме. Супер, фала ти што имаш да се гледаме за убави работи. За крај ќе одиме со фестивалски настап на Марија Спасовска, да ја видиме и во тоа издание. Станува збор за Макфест. Имајте убав ден, и ако е врнежлив, уживајте со своите, со кафенце и останете на сидол.